Почитувани граѓани, денес го свикав овој прес со цел да споделам една, би рекол, значајна вест за овоштарите од општина Росуман, но и од регионот. Сите ние сме сведоци дека оваа година, 2021, на 8, 9 и 10 април се случи временска непогода. Температурите отидоа до -8, а тоа допринесе до измрзнување или до оштетување на овошните насади на територијата на општина Росуман. Беа оштетени 729 производители или во сума беше измрзнат 90% од овошниот насад или во сума тоа изнесува 452 милиони 702 697 денари. Во текот на мојата изборна кампања, една од моите главни заложби, но би рекол и ветувања во соработка со владата, беше дека процентот, дека обештетување за земјоделците, овоштарите ќе има. И тоа ќе биде за процент доволен колку што бараат земјоделците да можат да го одржат овошниот насад за наредната година. Морам денес гордо да кажам дека тој процент, односно процентот од 20% на последната владина седница или 127 владина седница беше прифатен. Земјоделците го добија процентот од 20%, кој што всушност го бараа за да можат да ги одржат своите овошни насади. Би сакал искрено да се заблагодарам пред се на владата, председателот на владата Зоран Заев, кој што имаа слух за барањата на земјоделците и на нашите овоштари и уште еднаш покажаа како се грижи за земјоделието. Би сакал да се заблагодарам и на комисиите кои што работеа на процените на мрзнењето. Од овде би сакал да му порачам и на земјоделците дека не само овој пат, и во наредните 4 години во мене како градоначелник ќе имаат сојузник, пријател и партнер. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.